На површините на Земјоделскиот институт при Универзитетот Свети Кирил и Методи одделение во Кочани беа презентирани резултатите од реализираните активности за производство на квалитетен семенски материјал за пченица со поголема отпорност на климатските промени. Станува збор за заеднички проект на Земјоделскиот институт и Организацијата за храна и земјоделство при Обединетите нации ФАО, чија цел е создавање погодна средина за подобрена отпорност на земјоделството на климатските промени во неколку држави од регионот, меѓу нив и нашата. На презентацијата, на која присуствуваа и заменик министерот за земјоделство Абдулшукур Абедини, директорот на Земјоделскиот институт Виктор Ѓамовски, представници од ФАО и земјоделци, беше нагласено дека во 3 региони во државата се реализираат опити за производство на семенски материјал од 3 различни земјоделски култури. Земјоделскиот институт со поддршка на ФАО во текот на овие 2 години постави опити демонстративни на кои што на земјоделците им го презентираше значењето на производство на квалитетен семенски материјал кој што понатаму ќе овозможи борба со климатските промени на кои за жал не можеме директно да влијаеме. На здравствените кризи, на воените кризи некако ќе се средат и ќе дојдат при крај, но ова криза која што не еве веќе години затекнува, а и се повеќе и повеќе ќе биде изразена, директно не можеме да влијаме, можеме со индиректни мерки, со намалување на загадувањето, со овакви мерки на адаптација на земјоделското производство, некако да пробаме да се приспособиме и да си помогнеме сами на себе. Заменик министерот за земјоделство Абедини нагласи дека особено важно е што во проектот посебен фокус се дава на едукацијата на земјоделците, како тие да го прилагодат своето производство на климатските промени и како да остварат оптимални приноси преку производство на квалитетен семенски материјал. Министерството е вклучено во поддршка на спроведување, проценка на националните политики за семепроизводство, дистрибуција и систем за сертификација на семе и саден материјал во Северна Македонија. Од соодветните анализи на состојбата на националната политика во однос на семе и саден материјал се очекува подготовка на стратешки документ за одржлив развој на систем за семе и развивање на препораки за адаптација на земјоделскиот сектор кон климатските промени кој ќе биде доставен во владата. Воедно, Министерството ќе биде вклучено во регионална мрежа за системи за семе, избор на култури и сорти отпорни на климатските промени и подготовка на национално портфолио. На презентацијата им беа доделени и сертификати на земјоделците и земјоделските организации кои учествуваа во серијата обуки во рамки на проектот. При тоа тие имаа можност да се здобијат со нови сознанија како да произведат квалитетен семенски материјал од пченица прилагоден на актуелните климатски промени. Поради високите температури и опасноста од појава на шумски пожари, јавното претпријатие Национални шуми воведува делумна забрана за движење во шумите и на шумското земјиште со кое стопанисува, а тоа се однесува на целата територија на државата. Делумната забрана е одобрена од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство по барање на јавното претпријатие. Со оглед на зголемената опасност од појава на шумски пожари на отворен простор, се воведува делумна забрана за движење во шума на територијата со која стопанисува, односно управува јавното претпријатие Национални шуми. Забраната за движење се однесува на лица во шумите и шумските појаси за временски период од 24 јуни во терминот од 6 до 20 часот. Делумната забрана за движење во шумите ќе стапи во сила на 24 јуни и ќе трае се до проценката дека е намален ризикот од појава на шумски пожари, односно се до нејзиното отповикување. За непочитување на забраната, физичките лица кои ќе бидат затекнати дека се движат во шума или на шумско земјиште, ќе им биде изречена казна од 1500 до 2000 евра во денарска противвредност.
Нестабилните временски услови продолжуваат да го обележуваат месецот јуни како период од годината со обилни врнежи и брзи температурни промени. Дождот и ветерот кои скоро секое попладне го зафаќаат регионот им создаваат проблеми на граѓаните, а во текот на пазарниот ден и направи сериозни проблеми и на пазарџиите. Без разлика дали беа продавачи или купувачи, силниот ветер за само неколку минути направи хаос на просторот на градскиот пазар, при тоа ги разруши монтажните тезги, а расфрлени производи имаше на сите страни. Иако траеше само 10 минути, невремето ги принуди граѓаните да го напуштат пазарот, а трговците пред време да ја подигнат стоката и да ги отстранат тезгите. Според најавата од метеоролозите, за наредните 2 дена треба да има постабилна временска состојба. Од почетокот на идната недела можни се нови врнежи од дожд, особено во попладневните и доцните вечерни часови. Општина Зрнуци беше домакин на представнички од Националната платформа за женско предприемништво, при што градоначалникот Борчо Коцев и председателката на платформата Валентина Дисоска ја подпишаа декларацијата за подобрување и унапредување на положбата на женското предприемништво. На следбата е потенцирано дека само со заедничка системска поддршка ќе дојде до напредок во условите за работа на жените предприемачки. Се разговараше и за долгорочните цели и планирањето на престојните активности кон кои се стремат членовите на оваа платформа. Националната платформа за женско предприемништво е воспоставена преку проект што е финансиран од Европската Унија, а го спроведува Сдруженијето на бизнис жени во партнерство со Сојузот на стопански комори на Македонија, Националната федерација на фармери и Фондацијата за менаџмент и индустријско истражување. Оттаму истакнуваат дека со самото тоа што се повеќе општини, но и организации и поединци се придружуваат на оваа платформа е доволен доказ дека заложбите веќе даваат позитивни резултати. Општинската организација на СДСМ од Кочани упати писмен допис до јавноста во кој го критикува досегашното работење на локалната власт во Кочани. Помина 8 месеци од моментот кога ДПМНЕ дојде на чело на локалната самоуправа во Кочани. 8 месеци градоначалникот Папазов, освен ракувања, некакви средби и фотографирање пред веќе започнати проекти, во јавноста не може да се види. Ниту денар не се одвојува за помош на граѓаните, но затоа се троши за партиски вработувања. Додека за неговите партиски војници вработувањата и се притрупуваат, за граѓаните кои не се од неговата матрица нема место. Се кочи, се зацкрива, се оди против закон. Папазов отстапи од законската регулатива, не одобрувајќи согласност на директори на училишта, кои не се од редовите на партиското членство, а блокадите, притисоците и обструкциите се единствениот начин на делување на ДПНЕ. Сепак, никој не е над законот. Неговите ингеренции беа одземени со назначување директно од Министерството. И покрај тоа што за ВМРО ДПМНЕ е непознато и изненадување институциите да работат за интересот на граѓаните, законот постои за сите. Институциите постапуваат по своите законски надлежности за сите, иако според нив, доколку не е во интерес на самата ДПМНЕ, тогаш е закана или притисок. Градоначалник, за вакви ли промени ве гласаа граѓаните? Блокирате закони од животна важност на граѓаните во парламентот. Незаконски ја финансиравте својата партија. Трошите народни пари само за партиски вработувања. Во време на светска економска криза организирате митинзи од најмалку 300.000 евра, на кои изборувате за сиромаштија. Заедно бевте во право, премногу е. Стои во писмениот допис од Општинската организација на СДСМ од Кочани.